Вчера на телевизија ги слушав изјавите на обвинетите за злосторството во Кумановско диво населје. Слушам и не можам да верувам. Овие луѓе, овие злосторници, кои што убија 8 полицајци, по оружје со кои што се боре во 2001 година, кои што осакатија и тешко ранија повеќе од 10 полицајци, кои што ќе останат инвалиди до крајот на својот живот, се чувствуваат за невини. Тие пукале во самоодбрана. Само прашувам од кого се бранеле? Се бранеле од македонската полиција, во која што имаше и албанци. Знаеме дека има загинат полицаец албанец кој што храбро загинал бранејќи својата држава, државата во која што тој денес живее. Затоа политичката партија Достоинство бара доживотна казна затвор за сите инспиратори, нарачатели, извршители, учесници и соучесници во овој монструозен настан во Кумановско диво населје во кое што загинаа 8 полицајци, без разлика на тоа на нивната етничка припадност. Како што веќе реков, имаме загинати и македонци и албанци. Воедно, како политичка партија, ќе бараме воведување на смртна казна за убиство на полицаец или припадник на армијата. Посебно ако ги земеме во предвид најновите безбедносни случувања и во Република Македонија, но и безбедносната криза со бегалците. Смртна казна за убиство на полицаец или војник. Нападот на карулата Гошинце се случи на 24 април. Една недела подоцна, на 27 април, се започнати посебни истражни мерки против дел од учесниците во нападот на карулата Гошинце. Тоа вчера можевме да го слушнеме лично од јавниот обвинител. Поставувам прашање: ако од 27 април се следеле лицата кои што биле уфрлени на македонска територија, зошто се чекало до 9 мај? Зошто се чекало 9 дена за оваа група да биде уапсена? Понатаму, зошто кога знаеле колкава е јачината на групата, каде се наоѓа и со какво вооружување располага и за каков тип на луѓе се работи, бидејќи се покажа дека меѓу нив имало многу опасни луѓе кои што и како добро знаеле да ракуваат со оружје? Зошто на овој начин била изведена полициската акција? Како поранешен командант во посебните единици и заменик командант на специјалните единици Тигри, можам да оправдам загинувањето на првите двајца припадници на специјалната единица, бидејќи биле изненадени. Сите останати жртви се залудни. Немало никаква причина акцијата да се форсира. Ако првите жртви били изненадени, бидејќи очекувале нормално апсење, кое што за нив представува секојдневна рутина, кој е тој кој што ги форсира луѓето упорно да напаѓат и при тоа ние да доживееме загуби какви што немаме доживеано во 2001 година? Во нападот на село Арачиново ние имаме само 3 загинати припадници на полицијата. Во ниту една друга акција, освен во неколку заседи, ние немаме ваква загуба. Зошто специјалците се испратени како јагниња на клање, кога се знаело што ги чека во овие неколку куќи? Еден многу важен момент. Зошто акцијата во Кумановско диво населје нема оперативно име? Ние сме сведоци на многу интересни имиња кои што се користат последните 7-8 години. Звучни имиња на оперативни акции. Ке потсетам на некои од нив: Планинска бура во Бродец, Змиско око, Метастаза, Гора, Кампања, Ровер, Шпион, Келија и многу други. Во сите овие акции се апсени луѓе. Зошто нападот или обидот за апсење на криминалната група во Кумановско диво населје нема име? Дали воопшто постоел оперативен план за да биде извршена оваа акција? Затоа го повикувам министерот за внатрешни работи да се изврши истрага во овие неколку насоки кои што ги спомнав. И една многу важна работа. Во април ние, македонците, албанците и сите македонски граѓани
покажавме политичка зрелост и покажавме дека нема да наседнеме на вакви провокации, колку тие да се добро организирани и колку да се страшни. Македонците и албанците во април положи еден голем тест.